Измените на законот за трговија на зелени пазари не смеат да поминат, категорични се пензионерите и невработените пазарџии. На нив трговијата на тезгите често им е приход без кој не можат и со кој приход ги прехрануваат семејствата или пак им помагаат на најблиските. Катастрофа е. Не личи на ништо. Они сакат да земат од најбедниот народ да му земат лепче, тука живеат, знаеш колку фамилии. И што ќе направам ако доночен по 2-3 илјади динар на месец? Од човек изистира тај народ. Тука е најбедниот народ, дојден да искара денеска 500 динара. И дали ќе искара? Баждар ми земаа денеска 250 динар, 300. Оно треба да се среда това, ама не како што они се намислиле това така да го направат. Нема никој пат да се среда. Това ќе биде лошо за сите, и за купувачи, и за продавачи. За сите ќе биде полошо. Во меѓувреме со своја реакција се огласи и партијата на пензионерите од каде побара одложување на овој закон со споменатите измени. Поагајќи од фактот дека со примена на овој член од законот може да бидат засегнати поголем број на граѓани, како и дека тоа може да предизвика загрозување на нивниот материјален и социјален статус, партијата на пензионери смета дека е потребно да се одложи неговата примена за најмалку 3 месеци, со цел да се изнајде решение кое нема да ги загрози основните цели на законот, а истовремено ќе ги обезбеди и нивните права. Стои во соопштението на партијата на пензионери. Поточно измените во законот се во член 7 став 2 според кој трговец на зелените пазари не може да биде физичко лице кое остварува приход по основ на работен однос, на самостојно вршење на дејност по друг закон, договор за дело, пензија, социјална помош и паричен надоместок за време на невработеност.